Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте. Што мисли народот на телевизија Стар, емисија која што е отворена за вистината пред се, за вашата и за оно што го имаме како гостување на луѓе кои што имаат што да кажат. Во државава човек кој што има што да каже и го кажува често и предизвикува многу внимание со своите објави. И јас би рекол човек кој што пред да се објават бомбите, ја паметам таа пресконференција која беше објавена дека има нешто вистинито, нешто полувистинито, нешто не. Дека кога ги слушав бомбите, знам дека од човекот кој што е мој гостин вечерта, оваа вечер, година или две пред тоа ги слушав истите работи и ги објавуваше и испаднаа вистина. Така да, мислам дека сите знаете за кого станува збор. Мој и ваш гостин оваа вечер е Зоран Божиновски, новинар, за мене пред се новинар, кој што е и една од личностите кој што стана символ на некој начин на оваа борба во последните 2 години помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Сите сакаа да го видат овде во Македонија, да го испорачаат од Србија. Тој има многу повеќе информации да каже отколку самото тоа испорачување од Србија, самата ситуација во Србија, бидејќи долги години работи на теми кои што на политичарите не им се допаѓаат, бидејќи откриваат многу нешта кои што не им се допаѓаат. Зоран, добро вечер, добре дојде во Штип и во нашето студио, кое што е сигурно попријатно од местата во кои што помина колку година и пол можеби. Добро вечер. Па 15 месеци во Македонија и 10 и пол месеци во Србија, во Нови Сад, си поминав прекрасно. Во притвор прекрасно. Во притвор прекрасно, затоа што бев со пријатни луѓе. Значи, не се од оние од најлошиот слој криминалци. Бира со какви луѓе ќе бидам. И затворските управи и во Нови Сад и во Скопје се однесува кон мене крајно коректно. Никој не ми кажа ниту лош збор. Бев сместен во чисти, нови, реновирани соби. За жал, Томче Кежаровски, например, не беше во таква соба, беше малтретиран со услови, но јас во Македонија бев донесен во период кога ја ги викам дивите зверови, ДУИ и ВМРО ДПМН нема сила да влегуваат во затворот Скопје, популарен шутка, и да манипулираат, да гасат камери, да влегуваат, да вршат притисок на притворениците, како што го правеле во минатото. Значи, имав еден мирен престој, сам бев на спрат, сам шетав на шеталиште кај што е Митко Чавков. Денеска објавија фотографија од Чавков. Да. Во притворот. Мислам дека и за ова ќе се задржиме, меѓутоа се знаеме можеби 20 на години. Ги паметам и нападите врз Зоран Божиновски во Куманово, паметам и многу други ситуации. Меѓутоа цел живот под притисок. Како тоа делува на Зоран Божиновски, бидејќи притисокот од политичарите е голем. Очигледно дека големи бизниси се во игра, очигледно дека валкана е работата кај политичарите според се што имаш објавувано. Видите, мора едно за мене да знаете, тоест да ти знаеш они, еве на ти ќе ти се обраќам. Може. Добар дел од гледачите вашија и слушатели на Канал 77 и мои читатели знаат, ја у поранешната Југославија, што брутално ја убија, бев присутен од Словенија до Македонија, бев присутен во младинските форуми, и кога се распадна Југославија и кога стана Македонија самостојна и демократска земја, единствено што молев е да ме остават на мир. Значи, не сакав да учествувам во политичкиот живот на Република Македонија, иако сите мои по генерација, да кажам, исписници од цела бивша Југославија, подоцна станаа министри, премиери, да не ги редам сега по име и презиме, ги знаете од прилика. Значи, сите од помеѓу 62-та и 70-та година станаа на големи функционери. Јас само сакав да останам слободен човек. Дури до 1996 година не ни планирав да влегувам во печатено новинарство кај што влегов, додека не се случи една немила работа. Работевме со бившата сопруга во Отекс, во продавница во Куманово, поради грабеж на продавниците на Вартекс Варажин во Македонија, кои беа за 300.000 германски марки на криминален начин впишани на име и презиме на Ивица Симоновски Шевро,
Шевро Куманово. кој умре по плането од инфаркт кога му удрија печат дека се негови сите продавници на Вартекс, а отекс беше Кираџијута, значи неговата сопруга, вдовицата, го избрка отекс на улица, значи го прекина одма договор. И тебе и твојата сопруга? И отекс мене и сопругата не бившата сопруга, имам сега втора сопруга, значи мене и сопругата не остави на улица со дете кој има 3 години и дете кој има 2 месеци. Скоро 3 беше Ана, по старата, Сања само што се роди. Ја правам, сам го правев, пошто жената беше на породилно боледување, сам правев попис у продавницата, за нова година се најдобро, на 7 јануари писмо дека сме технолошки вишок. И реши да бараш правда од тоа. И не, и следните 2-3 месеци седиме дома, не звони телефонот. Никој не прашува како сте, што сте, добри ли сте. А сум менувал чекови на цело Куманово, тоа беше централна продавница. Сум правил услуги, да не ти кажам какви, пошто работиш со пари, со муштерии. Никој не се јави 3 месеца да праша како сте, што сте. И викам на жена ми, сега ја ќе се вратам на мојата прва професија. Од 6 години сум урадио Куманово, од бришач на плочи чирак. И викам, ќе се вратам на таа професија. Ама што ќе правиш? И викам, сега ќе му го онаа работа на целиот свет. Значи, нема шанси некој да се јави кај мене, да ургира за нешто. Да не оди нешто, да не се објави. Освен оние што се јавија во овие 3 месеци на телефон. Он вика, па никој не се јави. Па значи дека никој ќе нема од овој момент натаму. Така, Зоки, еден гледач веднаш така се вратив на и влегов упечатено новинарство, само уште една реченица да кажам и за младите новинари кои почнуваат во новинарство. Значи најбитно е печатеното новинарство. Целиот свет робува на Гутенберг. Дали си писмен или не си писмен. Дали знаеш да напишеш текст или не. Лесно е телевизиско новинарство да се седне пред камера. Подруго е, да. Добро, ајде да вклучиме прв гледач. Добро вечер. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Само ме молам кратко со прашање да имаме повеќе време за нашиот гости. Вака сега поздрави до гостинот. Аз сакам да го запрашам нешто. Добро што не е било пожарот, што е било Нови Сад. Знаеш што сакам да му кажам со тоа? Пожаровец, добро? Значи, вака сега. Сакам да го прашам дали е соработувал со тајните служби. Било кој или дали нешто додека беше у Нови Сад, дали нешто имаше произнесено од страна на србите што се работи у Македонија на некои разузнавачки служби и други работи. Да, дали работел за нив? Инаку ги знаеме ние за медиумите како работат у Македонија. Повеќе зборат за кучиња и мачиња, отколку да си ја вршат својата професија. Така, добро, еве, да одговориме, дали нешто барале информации, дали си давале информации? Имав средба со 2012 година, 2 средби службени, со специјалниот обвинител на Србија Милко Радисављевиќ, по комуникација со хрватскиот обвинител Динко Цвитан и по комуникација нивна со италијанските обвинители кои гонат спречување на шверц на цигари. И Милко Радисављевиќ ме прими, на двете средби му дадов негде 1500 фолдера за тутунската мафија на Балканот, која потекнува од Македонија табак конкретно, за сите играчи на Балканот. И после тоа реагираат. Станко Суватич Цане беше осуден на 6 години затвор во отсуство, а подосна кога дојде Вучич на власт беше спасен од Јордан Ристовски Ливада со лажно сведочење. Така да нема потреба со службите да комуницирам, затоа што на највисокото место предадов докази за организиран криминал. Така, сега... И за она што се случува во Република Македонија. Така, сега да одиме на она што е најактуелно. Митко Чавков во креветот на Зоран Божиновски во и на Верушевски и Горан Груевски. И на Верушевски и на Груевски. Но да одиме на овој случај. Се случуваат нешта кои што се толкуваат различно. Груевски повикува на протести. Во притвор и се симнува имунитет на 6 пратеници, мисли чини 10% од пратениците на ВМРО ДПМН. Информациите редовно
стигнуваат и мене ми се чини дека имаме ситуација во која што нешто што е очигледно некој вели дека не е, отворањето на вратите и слично. Имаме документ кој што говори дека постоел оперативен план по кој требало да се постапува, не се постапило. Кои се информациите на Божиновски за... Значи, операциите се, еве, документот, конкретно го гледаме на дел од документот. Значи, критична е овдека третата точка по мене, затоа што тука се споменува оперативната акција Платформа и конкретниот план што бил составен, за кој зборуваше и министерот тогашниот Агим Нухил. Значи, конкретно што требало да се направи и што било ургирано да се направи, за да се спречи влез во собрание. И тука многу убаво пишува дека во 18 часот и 8 минути изготвувачкот на белешката Кире Бошковски има и негова функција, документот подоцна ќе биде достапен за цела Република Македонија да биде читан детално. На Буре вестник, така или на Буре контрастав. вестник и контрастав, ама еве ние сега овдека во емисија Ова прв пат се објавува. Прв пат ексклузивно го објавувам, значи постои конкретно кој каде бил во тие моменти и што требало да се направи. Значи критичниот момент е 18 часот и 8 минути кога не била затворена врата, кога не била спуштена решетката, значи има решетки кои се спуштаат автоматски со притискање на едно копчето, вчера го објавив. Значи има човек од безбедносните служби на собранието кој добива команда од Трајко Велјановски со едно копче се затвара собранието, не може да влезе никој. Херметички немаше никој. Значи борбено возило не може да проби. А влегоа голем. Влегоа, па дури и таа решетка да не се спушта, не можат вратата да ја пробијат ако не се отвори механички. И тука доаѓаат пратеници. Муковски и они. За цело време Митко Чавков не е достапен на полицајците на терен кои бараат ајде засилување, еве тука пишува дека имаше ракомет, па биле распоредени на ракомет, на фудбал. Тука комплетно опишува Бошковски што точно по име и по презиме, дури кому се обратил, кој требало што да направи. Оваа службена белешка дури одредени припадници ги брани, као не биле виновни и така натаму. Во последниот дел, висшиот полициски советник Бошковски Кирил, помошник на началник на СВР Скопје, пишува дека имало уапсени 8 лица приведени од интервентните единици. А не знаат кој ги приведе. И не можело да се утврди никој не ги привел да се наоѓаат во полиција. Кој ги привел тие лица? Да. И двајца новинари. И зашто? И ги пуштаат да си одат дома. Ето, навистина, никош досега ова не сум го слушнал. Значи, не само ова, има уште документи, ја еве критичниот го објавувам за Република Македонија преку телевизија Стар. Ке може да го видите полосно да дојде да прочита дека све било предвидено превентивно да се спречи. А некој спречил? Не било спречено. Така. Хајде уште не гледач. Добро вечер. Ало. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до гостинот. Чест ми е да разговарам со господинот Божиновски, бидејќи навистина е доста познат во Македонија со неговите политички ситуации кои што ги упорно следи и неумерно ги искажува јавно без никаква страв. Така. Имате ли прашање за него? Имам прашање, само момент. По погребувањето на екс-Југославија почнавме ние Македонија да шетаме низ светот, но ништо никаде не најдовме. Сакам прво да го прашам господинот Божиновски, ако направиме една компарација помеѓу настанот во диво населје во Куманово и настанот на 27 април во собранието, дали тоа нешто едно со друго има заедничко, тероризам, или тоа се две различни работи? Така. Уште едно прашање, ајде, дали откако Македонија се осамостоли, постои апсолутно правна држава досега? Така. Добро, благодарам. Јасно, за најнова информација Митко Чавков штрајкува со глад. Добро, јас штрајкував и со 15 дена, штрајкот со глад може трае и 70 дена. Може и 5 години да трае.
ако премине на инфузија. Не е битно. Со жети, со штрајк нека штрајкува, па ќе признам. Сакам да му одговорам, значи за диво населје. И двете збиднувања, двата настана, двата масакра се среќа овој вториот без жртви, се тероризам, и двата се нарачани од Груевски и од Сашо Мијалков. Првиот е платен, ама парите наместо овие што дојдоа да глумат од озгора, значи да направат мала војна, пошто повеќето се испогинати, некои се со куршум у глава заверени, за да не сведочат подоцна. Значи, нивните пари ги поделија полицајците, тоест подобните полицајци, шофери, и во болницата мислам дека родени сестри на команданти у полиција и така натаму, сите освен оние што стварно учествувале. А у собранието исто така беше нарачка, исто така планот беше да се направи војна. Значи, тероризам е и она таму, тероризам е и она у собрание. Зошто? Затоа што се руши уставното уредување на Република Македонија. Влегување у собрание и качување на маса и воспоставување на некоја друга револуционерна држава, правда, улична, спроведување на улична демократија е тероризам. Затоа што Македонија на 27 април беше на работна војна. На работ, на амбис, со план да се воведе воена состојба. Колку било вистина дека тргнале припадниците на ДУИ кон... Па не биле тргнати, значи не биле тргнати затоа што цело време Американската амбасада е во комуникација со своите сили на Косово и во Тирана. Значи тие не се толку будали ни од СДСМ, ни од ДУИ да тргнуваат некаде каде што не може да стигнат. Така. Значи тргнале они исто и на денот која беше Смилковско езеро. И требаше се сретнат на мост Гоце Делчев и да биде масакар помеѓу македонци и албанци, исто така војна да се направи. Слични сценарии, односно целта е слична на сите. Секогаш исти. И кога почнуваат да комуницираат по Моторола, добиваат повик од Американска амбасада, гасите ги тие радиостаниците, пак продолжете си да си командувате со мобилни. Зашто мобилните се подслушање, видиме дека е под прислушување. Сите слушнавме. И после не може да се вадат. Дали имало правна држава, праша гледачот, па уште еден да вклучиме? Правна држава нема. Република Македонија не е правна држава. Не е ни налик на правна држава. Така, вклучуваме уште еден гледач, па можеме да одиме со реклами, секако ќе одиме малку подолго оваа вечер со право. Добро вечер. Добро вечер, Тони. Повелете. Добро вечер. Поздрав. Поздрав и до вас. Сакам да ми одговори гостинот зашто Штипјани сакат да одат на протести во Скопје за ВМРО, меѓутоа Заев и негова компанија не ги пуштат затоа што и се закануваат дека ќе ги пудат од работа или било што. Нека ми одговори господина ако има сознание секој. Значи вие дали имате сознание дека веројатно гледачката сака да каже дека има сознание сега дека СДСМ ги спречува протестите и затоа ВМРО не може да се собере. Кога ќе добијам доказ дека СДСМ ги спречува да одат на протести у Скопје, ќе го објавам на Буревестник. Поштено ли? И на контрастав. Моја понуда, дајте ми докази, ќе ги објавам. Нека е и Заев на снимка, не ме интересира. Пред рекламите само за диво населје, има ли Зоран Божиновски одредени сознанија, информации, докази? За диво населје имам материјал за 5 продолженија. Значи тоа не е моја, значи заедно со моите соработници. Не можам да најдам време да седнам све да систематизирам за да објавам. Така. Одиме со првиот блок на реклама. Еве назад продолжуваме. Наши ваш гостин е Зоран Божиновски, новинар кој што предизвикува секојаш внимание. Реков, Зоран, јас споменав на почетокот, јас навистина се сеќавам дека работи кои што ги слушнавме во бомбите ги имаш објавувано можеби година дена пред, тоа испадна се потврдија. Па добро, бомбите беа емитувани постфестум. Да. Но пред тоа не ги знаам, за работи кои се наносат. Да, меѓутоа Зоран Божиновски точни формулации што се споменува во бомбите, како дојде до информациите? Па затоа што ми се од луѓе кои се внатре во системот. Значи мојот главен извор на сите информации наназад тебе, да кажам, 8-9 години седи цело време до Гордана Јанкуловска. А Гордана Јанкуловска не знае?
она даде налог да се отвори досие оперативна обработка Лајач за мене и да се најде изворот. И секоја сабајле колегиум им започнува го најдовте. Изворот до неја. Он седи до неја цело време. Добро, ќе се вратиме. Добро вечер, повелете. Ало? Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Ве слушам, повелете ако имате прашање. Поздрав Божиновски. Благодарам, поздрав до вас. Сакам да ми даде мене и конкретно целокупната јавност одговор на 3 прашања. Ајде. Бидејќи и сам тој ги инициираше Ајде прашањето. во блиски дена дека ќе даде конкретен одговор на следните. Ајде, прашањата готово, ајде. Значи првото прашање. Ајде. Него даде одговор за убиството на новинарот Младенов. Кој новинар? Новинарот Младенов. За Младенов, добро. Да, тоа е прво прашање, иако Божиновски го тоа најавуваше. Добро, готово. Помпезно дека го знае. Ајде второто. Што се крие за тоа? Во ред. Тоа е првото прашање, второто прашање со увозните лекови. Лекови, на добро. господин Миканџиски, За тоа планиравме да говориме, добро. за кој се работи за големи цифри. И трето прашање се мине 10 години од смртта на Тоше Поемски. Тоше Проевски. Тоше Проевски, добро. Знае што се крие за сето тоа. Наоѓаме на голема замерка на Божиновски, значи добро стартува, добро најаве. Так, говорете. Никој пат не оде до крај и не ги каже до крај информациите. Еве, сега да се обидеме да има расветлиме време нешто. Благодарам на јавувањето. За Зегин секако планиравме за Тоше Проевски. Денеска читав нешто за Лилја Петровиќ. Нешто многу ме изненади, но подоцна за тоа. Убиството на Младенов, лековите Зегин, Тоше Проевски, режија гледач едно 5-6 минути, не. Па накратко за првото Младенов, за Никола Младенов, 30 дена после погибијата негова напишав 2 текста конкретни, прецизни, јасни на мојот веб портал Буревесник. Ден-денеска стојат таму. Прочитани се преку 200.000 пати. И гледачов може да влезе на Буревесник да ги најде, ги има и на англиски, ако не разбира македонски, ги има и на македонски. Така. Значи цел свет ги чита. Дезнахте нешто за чудувачко во еден текст објавен, се викаше Лилијан. Лилијан е текстот што го чувам 10 години и го истражувам за тоа како Лилја Петровиќ има дојдено во допир со Тоше Проевски. Ама видов и нешто таму изјави во Нова Градишка во болницата за многу. Тоа е мејл порака од млада новинарка од Нова Градишка која со своји пријатели, фанови на Тоше Проевски истражувале, мејлот интегрално го давам, така што ми е пратен 2011 година. Значи тоа не е моје, текстот Лилијан е мој. Така, го видов. Значи конкретно има текстови, сега спомна за Тоше Проевски дека сум кажувал, а никош до крај не сум кажувал, да знае гледачот дека една од причините заради кои сум притворен, јас, Александар Диневски и Ване Цветанов, е затоа што дојдовме во некаде 80% од голата вистина за случувањето околу Тоше Проевски. Кога дојдовме близу до целта, не само за Тоше Проевски, има 16 мртви или исчезнати од таа приказна околу Тоше Проевски. Значи 16 жртви има заедно со хеликоптерската екипа кај Блаце, 4 луѓе во Авганистан, од еколог. Истиот хеликоптер бил со кој што е донесен Тоше, така? Добри Тасев, продуцент на томато продукција. Томато беа истражувани у пирамидата финансиска и Добри отиде по цигари, никогаш не се врати. Менаџерот на People in Motion, продуцентска куќа која требаше да прави британски албум, устави нема британски албум, има само превод на Тошеви песни на англиски јазик, тоа е измама на Лилја Петровиќ. Значи менаџерот исто така, тој црнецот го снема. Да. Така да таа една обсежна приказна дојдовме некаде до 80% вистина и бевме притворени во акција Шпион. Конкретно беа притворени Ване Цветанов и Диневски и ја останав сам.
затоа што Деневски као приватен детектив со лиценца истражуваше, а Ване Цветанов беше единствениот македонец од институциите на системот кој на Тоше му има пружено рака за да му помогне да го извлече од перачкото лоби, перачко на пари. Прочитав дека со колите на Тоше Проевски со лого и така надолу најлесно се носеле пари него. Тоа е посебна приказ. И тоа го Значи прочитав. Ване Цветанов со неговата екипа составува извештај за перење пари и тоа сум го објавил 100 пати и никогаш никој не реагирал, еве и новата власт не реагира. Значи Ване Цветанов составува и извештајот за спречување перење пари го дава на Јован Илиевски во декември 2006 година, 10 месеци пред Нова Градишка. И он не презема ништо, ги повикува тројцата на информативен разговор у обвинителство за организиран криминал Јован Илиевски, сега е у Страсбур, паджанакот на Мијалков и воопшто не го трга Тоше од таа перачка екипа. Го оставува системот. И тука му покажува документи, абе види, переле пари на твое име и презиме. На Тоше. И тука Тоше Проевски разочаран, се трга од екипата, се враќа у Крушево, у јуни оди со еден познат македонски бизнисмен и неговата сопруга и со Андрејана Будимир иде за Јерусалим, останува тамо некое време, се враќа пак у Крушево и го гради манастирот до септември. У септември мора да се врати, да кажам, у цивилизација, затоа што албумот Игри без граници мора да го промовира у Црна Гора. У Будва, 21 и 22 септември. И таму се договара оној чуен договор што го објавив, што се шлогираа сите, кај што она авансно на своја сметка у Прокредит банка Ниш зема 36 милиона евра со Будванска ривиера, за авансно 100% за да он не пее пред Белградска скупштина, него да пее у Будва за Мило Ѓукановиќ у чест на самостојноста на Црна Гора. Не стига, затоа што се случува сообраќајка. Уствари не се случува сообраќајка, затоа што нема сообраќајка тоа Сабаље. Ако се случила сообраќајка по хрватски закони, ќе биде уапсен српскиот возач, у чикамион удриле, ќе му земе Значи уште не анализа на одговорени крв. прашања. Ако се случило тоа што тврда дека се случило тоа Сабаље, а ја имам докази дека сообраќајка не се случила, Тоше ќе бил однесен на сектор за патологија у Славонски Брод, а не у Нова Градишка, која нема сектор за патологија. Нема да лажат дека има обдукција, као што нема обдукција. Тоа дека застанува хеликоптерот во Бонд стил? Тоа не навлегувам, меѓутоа има и тука сега ме пресече, сакав уште нешто да кажам. Значи обдукција прави Тереза Грцич која е цитолог, не е патолог. Ако сообраќајката се случува Сабаље 7, 6, колку там да има две верзии, у колку саат, нема никаде кога ти правиш обдукција како цитолог, а у 11 сат све е готово завршено, миса се служи во болница таму, има капела, и како се пакува дрвен сандак у лимен сандак без мртвозорник, без присуство на човек од полиција, без присуство, без препознавање. Во Хрватска законот е 7 дена фрижидер, додека за странец, било како нека се вика, додека не дојде близок од семејството да го препознае. Имаше исти случај, познат хрватски бизнисмен со глисер расече италијанска једрелица, загина мајка и татко, додека не дојде синот у Шибеник или у Задар на препознавање, родителите не ги пратија за... Зошто хрватите не сакаат да го расчистат случајот? Затоа што ВМРО ДПМН го дотера Тоше до амбисот, до кој го дотера, затоа што Гордана Јанкуловска е, ова се сум го кажал, стои, све е објавено, само нашите гледачи и читатели не гледаат, затоа што јас се тоа го кажувам по Босна, по Србија, ваму никој не ме ни пушта, ова е прва прилика. После онаа фамозна дуел емисија со Лилја, која беше снимена и која се зарекнав никогаш веќе не одам на снимена емисија. Значи, што се случува? Немаме конкретни истраги, затоа што онаа бивша власт е замешана преку Гордана Јанкуловска и Никола Груевски. Во изборната кампања 2006 година, Тоше Проевски не сака да пее за никого по митинзи, а ги симпатизира овие
Сега што се на власт, социјалдемократ, така ли се? Так. Да. Нив ги симпатизира, другар е, пријател, они му помагаат низ кариера и не сака ни за нив да пее. Се појавува само на манифестација, она со звездите нешто европско, Македонија е звезда, влегување у Европа. Само тука се појавува у организација на влада, не на СДСМ. И Гордана Јанкуловска како шеф на изборен штаб упорно и се јавува на Лилја Петровиќ тоше да пее, па да пее, па да пее, па да пее, и на овај пука у еден момент филм, се наоѓа со друштво, пак се јавува Гордана Јанкуловска пред 5. јули 2006, и на Лилја и пука филм, ако е и безобразна по карактер, малку повише, и на телефон за да се покаже пред друштво, вика, па качи се на бина кокошко, па пеј ти. И смртно ја навредува, завршува избори, Гордана Јанкуловска стана министер на полиција, првата наредба е Лилја Петровиќ да се елиминира. Одма иде пријава 180.000 евра неплатен данок, блокада на Final Cut Production, бараат прибежиште кај Томато, кај Бане и жена му, како се викаше, Поповиќ, овие ги туркаат, не ми, еве ви го Аворт продукција. Аворт е Љазим Дестани, еколог. Ласте Николовски, дете симнато од село од Скопска Црна Гора, пратено у Хамбург на специализација голо и босо, вратено со куфери пари во Македонија да биде продуцент. И го гураат со помош на Томато бившата власт у тоа Аворт продукција. И тука настанува перење на пари. Од Бурган банк Кувајт влегува 3,9 милиона евра пари у 5 фирми у Република Македонија. Тоа е извештај од Ване што го сработува и што пробува да му пружи рака да го извлече Тоше од приказна у која е вовлечен од Лилја Петровиќ и Ласто Николовски. Затоа што он не потпишувал документи. Се случува финансиски инцидент. Во еден момент Ацо Бибановски, играч на една бивша извршна власт у Република Македонија, Ацо Бибановски од Бурган банк некој итен трансфер од $200,000 го праќа у Словенија. Фирмата се вика Лилија Ателје. Таму Лилја е 51%, Ласте Николовски е 49%, Тоше Проески прв пат е потпишан на документ, он е прокурист, не е извршен директор на фирма. Ни таму не потпишувал ништо. Кога легнува $200,000 од Бурган банк од Кувајт, се пали црвено светло во единица за финансиско разузнавање во Љубљана. И они се јавуваат кај Ване Цветанов и викаат: господине, имаме ваков трансфер, дали знаете за овие? Он со екипата си составува извештај во кој во 5 фирми ги пронаоѓаат Ласте и Лилја. И сите трансфери достигаат 3,9 милиона евра до едно ниво на истражување. Значи, една од причините што и Ване Цветанов заврши во... Така е. Ване Цветанов е сменет и тепан е позади владата од Дејан Митрески Урко, заради тоа што ми го дал извештајот, а не ми го даде он лично. Така. Ќе остане делот за лековите, меѓутоа режија, ако имаме гледаш да го вклучиме кратко, па рекламите и се враќаме уште половина час најмалку да видиме, имаме уште работи кои што се интересни, очигледно мало и кратко не времето. Добро вечер. Добро вечер, Тони. Добро вечер, повелите. Зашто господинот вели дека нема сознание, дека не ги пуштат да одат на протести на ВМРО? Кој СДС и се заканува на сите дека ќе ги пуде. А и друго, имам замерка и до тебе. Зашто кога се јавиш втор пат ти викаш не... Мајко мила. Ајде, добро. Ајде, потоа ќе нека се соберат на центар на Штип, ќе дојдам, ја ќе се возам у автобус да ги одведам на протести у Скопје. Еве утре у колку саат име, ќе дојдам сабале рано у Штип, ја ќе сум туристички нивни водич да ги одведам до Скопје до... Така, да ја одговорам на гледачката, јас мислам дека одговори... И не смее никој да ги заустави. Така, одговори нашиот гостин веднаш и немаме потреба да се препукуваме, затоа мислам дека не треба повторно да ве вклучиме. Режи, одиме со вториот блок на реклами, ако не се лажам, и се враќаме потоа, а гледачите препорака и молба пократки прашања за да можеме да одговориме, бидејќи навистина има доволно теми, а и гледачот кој што праша за Тоше Проески мислам дека доби прилично информации
за кој што може да размислува. Сето ова е објавено Да. и стои секаде. Нека може да ми го се провери обрати повторно. на мене на Facebook, 2 профила имам, ќе му дам линкови да ги чита сите овие Така, текстови. одиме со реклами. Еве не назад, продолжуваме, имаме уште време, а имаме уште и многу информации кои што се битни. Ова со лековите го спомена гледачот. Се поактуелно е денови, имаме информации две многу битни кои што паднаа во сенка на апсењата за 27 април. Лекови сме долго време употребувале неисправни, значи здравјето не во прашање, радиоактивна отпадна листа. Никој не презема ништо, а Зоран Божиновски за ова пишуваше претходно. И со Зегин дојде во сериозни судри. Па со Зегин не сум дојден у сериозен судир, он е дојден у судир сам со себе. Затоа што ти да си веледругерист, да доведуваш луѓе у заблуда дека пијат 100% ефикасен лек, а пијат 20%, значи дека си влегол у конфликт со себе и прашање е кога сам себе ќе се нокаутираш и ќе завршиш кариера. Меѓутоа, он е у такви години кај што и преку све му е, и преку глава, и не може да се пензионира, и мафијата која стои зад него долги години и службите не го пуштат, и се согласил да кажам под уцена, затоа што е фатен у Република Македонија од бившата власт, дека пере пари, дека се глупира и така натаму. Да, ама значи се одлучува власта да го така, и он си користи да финансира. И он, за да не му ја земат фирмата, си се дислоцира у Србија, кај што влегува устечена постапка против еден сличен како него. Мирослав Богичевиќ финансира партија на власт на Вучич и газда е на политика по некоја политичка линија, на Белградска АД политика, после одењето на Весталгемајне Цајтунг, и Богичевиќ влегува у притвор, а Зегин влегува у неговите дуќани. И отвара аптеки во... 60 прилика, и аптеките ги добива, значи, под кирија од фармаком устече. И така влегува у Србија. И сега влегува индиректно, така ја финансира и власта. Власта те пуштила да отвори 60 апотеки. Он е мудар, таму не ги носи овие сириските лекови. Од Сирија се тие лекови, не се од... Други се и од Индија и така натаму, али најголемиот број се од Сирија од времето кога исламската ИСИЛ, исламската држава, командува со државата и со ресурсите што ги затекнаа, нели, и у војна индустријата си работи. Тие лекови ги носат за Турција, ги препакуваат и ги носат у Македонија, се носи наменски закон за паралелен увоз со Турција, и тие лекови одат 7-8 години у Македонија, не се штетни, туку не се корисни. Значи, твој дома е зависен од некој лек или од инсулин, тоа не е ефикасно тотално. Користи, ама залудно му е. Така, значи, не помага, умира човекот и они ти вика да видите, нема век така му било пишано. А у тамо некои нормални земји кај што користат 100% ефикасни лекови, луѓе живеат и по 90 години. Овде кога умираат млади, немале век. Да го вклучиме гледачот, да не чека, па прашањето ми е зошто кај нас го толерираат тоа? Па затоа што е вмешана бившата влада, Сашо Мијалков и Никола Груевски. Чи повеќе ни одговара да ни финансираат кампања, па нека има лекови. И прават обрт од 10 милиона евра месечно. Парите на крајот. Така, значи у текстот го имам објаснато комплетно. Така. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до Божиновски, две кратки прашања. Дали Мијалков има своји акции во повеќе големи фирми во Македонија, но добиени со рекет? Акции во поголеми фирми во Македонија добиени со рекет, така? Так. Добро, тоа е едно. Второ прашање, дали знае зашто пропадна Жито Вардар од Велес? Жито Вардар, Велес? Да. Так, добро, благодарам. За Жито Вардар конкретно немам најконкретни информации, инаку е собственик на Република Македонија во некаде 50%, не е мнозински собственик, преку фирмите. Не со рекет, него со пиштол на чело. Значи рекет е така, го подсетуваш некој, па го уценуваш. Ова е принуда. Ова е со пиштол на чело. Како што ја зема Алфа телевизија од господинот Штерјонаков. А за Жито Вардар рековте немате? Немам информации, се извинувам. Сега, околу лековите,
колку свесно го правила тоа власта да толерира такво нешто? Апсолутно свесно. Значи во Република Македонија во истиот момент се Бајер, Хофман, Ларош и уште неколку. Зошто сега новата власт не презема ништо? Туку само го објави и немаме... Па не знам зашто не презема, веројатно затоа што и Дуи е вмешано тука, а треба и тие си имаат дел од тој колач. Ние без Дуи ништо не Значи правиме не во се Македонија. невини и новата власт не може да ја растура коалицијата во овој момент. Значи во еден момент Заев ќе мора да пресече и коалицијата да ја растури заради вмешаноста на Дуи во организираниот криминал наназад 11 години. Добро вечер, повелете. Добро вечер, Добро вечер. поздрав. Поздрав до вас. Сакам да го прашам Сашо, дали е запознат колку градоначалникот на Штип има украдено и рекетирано пари од фирмите? Градоначалникот на Штип. Веројатно мисли на Илчо Захариев, не сум запознат, затоа што не ја следев таа проблематика, тоест не ми праќале луѓе информации во текот на неговото градоначалникување, као што праќаа за Здравко Коцев, така да не можам да кажам. Пред некој ден имавте нешто за Штип, имаше нешто за Штип за Горан Трајков, добитникот на осмоноемвриска награда, и најави дека чека вработување и слично. Од каде тие информации? Па од Штип. Штипјани. Од Штипјани, така. Случајно Горан Трајков е поврзан преку Сдруженијето Гласно за Македонија со веб порталот, со сопружниците Сања и Благој Филипови, кои ги поздравувам во оваа прилика и нивното семејство. И тие се веб администратори на страната Гласно за Македонија, и тој Горан Трајков беше согласен цело време јас да ја превземам страницата како главен и одговорен уредник. Во моментот кога ја превземав, ја веќе расчистувам со и гласна подршка на оваа влада и почнувам критички да пишувам, и кога објавувам дека сум главен и одговорен уредник на Гласно, со негова претходна согласност заедно со сопружниците Филипови, Горан Трајков одеднаш уплашен реагира: не сме донеле одлука. Зошто уплашен? Па затоа што го довел Благој Бочварски во заблуда, дека е собственик на портал Гласно за Македонија, затоа што лажно се представува како борец за работнички права на текстилни и кожарски работници, што не е точно. Не се бори, затоа што дури излобирал, се пријавувал, се фалел по Штип, се покажувал како директор и главен одговорен уредник на тој медиум, и дури чека од Благој Бочварски сега да го доведе у заблуда и да го именува за директор на Средно музичко училиште, што ќе биде второ доведување у заблуда за 10-15 дена на Бочварски. И едноставно влевовме во една ситуација глупава во која он јавно пишувам дека сум уредник, он јавно пишува дека не сум, одлука немам. И му пишувам порака, викам: те молам, напишите одлука дека ја не сум уредник. Значи комунициравте? Истиот ден комуницираме, сабота мислам дека беше. И он ги собира луѓето од управен одбор на Сдружение Гласно за Македонија и не носат одлука дека ја не сум уредник, него носат одлука дека било проект изгаснува. Значи он го убива на мртво име и презиме Гласно за Македонија истиот ден. До некне вика јас сум собственик, сега го убива. Така, со одлука. Дали се сигурни тие информации дека чека вработување, бидејќи добија осмоноемвриска награда, сега да кажеме за... Чека директор да биде на школу, треба да му даде агреман Благој Бочварски. Нека му дадеш. Што се однесува до мене, нека му даде. И што се случи? Он го гасне Гласно за Македонија медиумот, без да знае дека дата базата се собственост на Сања и Благој Филипови. И хостингот и домен, он не ги знае ни законите. Значи, сато викам, лажно се представува. И ние, ја морав како главен и одговорен уредник на згаснатиот сајт, пошто дата базата е жива, медиумот е жив, да бидаме кум. И му дадов име Контрастав и продолживме да работиме.
и работиме. Значи од тој аспект беше тоа опишување за штип. Добро, ајде уште еден гледач. Добро вечер. И мислам дека последен ќе биде да ни остане време барем за некои прашања кои што станат. Повелете, добро вечер. За лековите, за те например инсулино например, Ајде. не е квалитетно. Сега го улеземо една приватна, мислам германска фирма, преку Скопје тоа исто. Сега многу е ефикасен. Значи, тоа не труиле до сега. И сега ќе одеме напред. Ако биде успешно, ќе си ги зиеме тие инсулини. А не од Турција, не од Бугарија. Тоа значи ли дека се согласувате или не се согласувате со ова што го кажа за Сега, лековите? 3 месеца, 4 више, многу е ефикасен. Сега сме го тоа студио таму примани, значи добро е, супер. Така. Добро. Значи, ова беше дека за лековите не знам колку и како се контролираат и јас знам дека треба многу одобрение да поминат лекови за да бидат во Македонија да се Така е. користат. Веројатно тука настанува целиот проблем со како се одобрува некој лек да биде користен во Македонија. Таа комисија некој има колку што знам. Се одобрува така што у институции задолжени за контрола, Биро за лекови, Дирекција за храна и слично, поставуваш кадар на кој му викаш нарани кучета, не дирай копчета. Ека оној антикорупцијска што беше денеска ви го покажувам и за веки векова амин. Никад више. Имотниот лист на Груевски. Значи ти ставаш кадар кој ќе се согласи да влезе во Македонија, еве да кажам, мртви чоколади. Без протеин, значи гледаш Милка, ама не е Милка истата у Швајцарија, пошто таму не поминува, ваму поминува. Така. Ајде, имаме уште 15 минути, се надевам од режија ќе ни дозволат уште 15 минути. Да се вратиме Сакам уште нешто за лековите да кажам. Значи, нашето население во Република Македонија мора да свати едно. Ако има пари да отиде на свадба и на музика да даде 50 или 100 евра, или да отиде у кафана и на пејачката да ја стави таму на едно место 100 евра, onda треба да има пари да се лекува. Значи, да си бара ефикасен лекар, ефикасен лек и да си го плати. Да не плача за партиципација која треба да плати 200 денари или 300, да му е скапо, а иде, ќе се поднапие и вика, бе, од мерак дадов на музика толку пари. Значи, тоа у цивилизирана земја не се случува. Приоритетите кај нас се во прашање. Имаше интересна ситуација, интересен твит пред некое време, вели во дилема сум дали да купам iPhone 8 или 15 кубика дрво. И приоритетите ни се лоши. Спомена дека се поклопуваат работите ова со Горан Трајков и порталот со момент кога на некој начин се заладуваат, ајде да речеме, односите меѓу Зоран Божиновски и Зоран Заев. Зоран Заев, кога излезе Зоран Божиновски од притвор, тоа го кажа како, го објави како своевиден успех, демократија и слично и кажа Зоран Божиновски нека биде исто критичен како и досега, нека не напаѓа и нас, нека не критикува и нас. Зошто дојде до, ајде да речеме, прекин на тие, условно речено, добри односи? Па добрите односи, ја не знам дали се уште добри, пошто со Заев втор пат у живот се сретнав у јули после излегување од притвор. Моето излегување од притвор беше по сила на законот. Значи, ниту судот ме ослободи, ниту Заев ме ослободи, него 15 месеци беше максимум, ете ми попуштија 4 дена порано ме пушти. Многу. Глупаво беше сабота недела да ме држат у притвор, так. А рочиште закажано за септември, значи нема судски активности, така да буквално ме избркаа од притвор. Ја чекав на 18 јули у полноќ да ме пушта. Со Заев да ви кажам. Значи со него сме пријатели, он ме вика и друже некаде наназад 8 години. Направив некои акции, не за него, него за опозицијата, за демократијата во Република Македонија, заради кој он мене ме чувствувал као другар. Пејќи имав лошо искуство со такви другарства у минатото, а за едно другарство 2002 ќе ме убие за малку, у Радио Тумба. Се сеќава на случајот? Така. Кога исто така клапата на Роберт Аладјовски ги вика клика, значи кликата на Бранко Црвенковски ме плукна 20 дена после
кога ги симнав гипсовите после радиотум. Значи сега Заев тоа не го направи, али ме избегнува 4 месеци. Сакав машки да се видиме и да му ги кажам работиве, што он ги знае, ама да не биде дека и од мене не ги слушнал, пошто вришти цела Македонија од неефикасноста на новата власт. Еве и за блековите и за радиоактивниот конкретно, значи експлодирав кога видов дека на Вучич му дава адрес од комити. Пишува, ма не се комити, Bad City Online. Така, перална за пари на Сергеј Самсоненко. Државен непријател број меѓу Добро, рече Самсоненко дека си оди, ама не си отиде. Има ли договори таму? Сеедно. Добро. Значи тоа беше иницијалната каписла кај мене дека видов дека нешто дефинитивно не функционира како што треба. Дека стакленото звоно полека се постава над Заев. Значи уште не е спуштено, али во овој период се спушта и дека тера политика која не може веќе да се брани. Не само политиката на Дуј која е длабоко криминализирана, пошто Дуј нема сила да направи внатрешна чистка, туку и политиката во СДСМ која во овој период ја води Миле Зечевиќ. И на големо влече профитери и сомнителни лица кои на големо влегуваат ќе има внатрепартиски избори во СДСМ. Ја не сакам да бранам таква политика и ја не признавам другарство у кое Заев не смее да седне со мене у 4 очи и машки да се заложник ли е на некој? Работа. Како? Заложник ли е некому Заев? Не, он не е заложник, него се занесе со дипломатски успеси одење по... А куќава гори. Разговори со сите комши, заеднички седници. Имаме пожар у куќа, имаме 500.000 сиромашни, имаме лудило у институции, немаме министр за здравство со месеци, имаме една лудача по детска клиника која продава деца. Аспазија Софијанова. Аспазија Софијанова, викана Цулјо, он иде по странство, патува. За тоа време се инсталира кадровска номенклатура, ја викаше еден од кавадарци на КНС, номенклатура па номенклатура, која оди дотаму да некаде после Божич Нова година, Заев нема да може да ја врати приказната на почеток, дури да сака. А во меѓувреме, Заев има, сите велат дека, нели, ВМРО вели, Заев е тука да го промени името. Ќе го промени името Заев не може да го промени името, значи Заев само може да биде впишан како премиер во чие време името е променето. Ако се промени. Али тука ќе седнат сите лидери да се потпишат. Па не знам дали ќе се. Оно е променето, ама не ни е јавено. Затоа што сме неспособни, затоа што 92 кога сме направиле самостојна држава, не сме напишале куќен ред. Значи дојди ти во моја куќа, па смени го бројот. Смени ми го името во моја куќа. Јас сум роден Зоран Божиновски, јас сум македонец, не можам друг пасош да земам. Се чудеа у Србија зошто немам бугарски пасош или не знам како. По сплет на несреќни околности ја сум македонец. Тако сум роден. Зоран Божиновски. Не ќам да менувам. Ја не сум Минчо Јорданов, па место Методи што му е правото име, лажно се представувам да викам дека сум Минчо. Го менило од X причини. Значи не ќам да менам име. Ја не ќам. Државата нека си го смени. Јас сум заминал 2009 година кога сум сватил дека веќе не вреди да се борам. Во право ли се што стака ВМРО ДПМН и Груевски кои што велат дека Заев е тука ставен само да се заврши таа работа? А бре, они тргуваа и го продале името. Слушавме бомби. Да. Што да се во право? Они зинат, лажат. Ние сега за Заев збориме. Може би повеќе ќе им одговора Заев да биде тој кој што ќе биде премиер. Се едно е, они ќе се на маса да потпишат. Груевски или? Се едно кој е, Груевски се потпишал виш. Затоа што Ордановски вели дека Груевски до март ќе биде во... Па сега го. Дека ќе биде притворен. Ама преговорите за името треба сега брзо да почнат. И то не е битно. Значи јас зборувам за економска политика, за кадровска политика, ти ќе именуваш еден ред на луѓе кои никој не ги знае. Во владеачката партија ќе има внатре партиски промени, ќе дојдат луѓе кои никој не ги знае.
Овие што викаат трчаа на избори, ја не знам таа дисциплина која ќе останат, па да трчаат, Дисциплина ако трчање на трчаат воопшто некогаш. У Битола е хаос. Значи хаос е, еве ја напишам на денешен ден, не знам дали го Тој кој што влегол. треба да иде- Васко Ковачевски ако биде директор на РЕК Битола, елементарна катастрофа. Тоа дојава од некој се- битолченец, ако не се Не е лажам, бил, забележав. тоа е дојава Го од видов. цела организација, не е од некого. Не е од еден од двајца. Значи Заев ги занемарува своите проблеми во својата А партија. не ги заномарува, него има Не може да ги други држи под контрола. покрупни проблеми, и плюс има проблеми у коалиција, и плюс има проблеми со Дуј кој не престанува да рекетира на 3 нивоа. Така, На Зоран, најниско, на повисоко и на министерско ниво. во оваа емисија гости били Иване Цветанов, Добро. говореше. Гостин Добро. беше и Љубе Бошковски. Љубе Добро. Бошковски, извесно време после емисијата го видовме и она со неговото приведување и во бомбите, нели, радоста на Латаси, на Така. Мијалков. Дали на вистина е наместен или дали сепак земал пари, бидејќи имаше и видео кое што имаше информации за Пишував и на таа тема, Љубе Бошковски е најбезобразно наместен. Со пари земени на реверс од Комерцијална банка Скопје, полицијата тоа го работи, го нарачува Мијалков, се приведува негов домашен пријател, близок пријател, да му даде пари, парите му ги дава и они го пакуваат. Значи наместен е за пари кои ги зема од пријател. Тој е сега, што е кај Љубе проблемот? Карактерен. Сака многу кеш. Значи оди дај ми на мене пари у кеса. Јави ми се, па ја ќе дојдам таму да ги земам. Кога сме кај парите, што нудеше ВМРО да помине на Зоран Божиновски? На мене? Затоа што нели долга беше постапката, се бараше да биде испорачен Зоран Божиновски во Македонија, Србија долго време не го дозволуваше тоа. Што се случи, што се смени? Имаше ли пратеници од Груевски или од Мијалков до Зоран Божиновски? Немаше На некој начин. пратеници, имаше портпарол, Бичеклиски дојде у Београд у пролет 2010-та. На моето упорно не сакам пари, не сакам ништо. Неговото упорно кажи пари, па кажи. Кажи сума, така. Викам 3,6 милиона евра оданочени да се пензионирам. Да ве заборавам вас и Република Македонија. И он вика, бе, нема да прифати шефот, Груевски. Викам, ми е гајле. Ај оди си, ја па да ги одбијам. Се враќа после 2 месеца, вика, бе, не е таа цифра, кажи некоја друга. Викам, ќе ти кажам, 22 милиона, 857.656 евра. Оданочени на моја сметка. Абе, ти си ваков, ти си онаков, викам, поздрави го шефот, кој ќе ги раситни парите од 5 милиарди, нека ги уплати да подпишеме договор и ја на Република Македонија да се извинам што сум се продал. Никојаш веќе не се јавија. Од тогаш тргна борбата нивна против мене до истребување и моја против нив до истребување. На крај ме откупија преку Интерпол, што е приватна компанија, со пари околу пола милион евра кои ги уплати Зегин, за да не го објавам текстот со лековите на ден на предизборен молк во Србија, 22 април, ја текстот го најави во понеделник 4 дена порано. Мене ме киднапираа са бајле у 8 саат четврток на 21 април, у 20:30 бев у Скопје. Не ми врачија решение, не ме запиша у полиција, не ми дада телефонски повик со адвокатот, не го вршеа трансферот Министерство за правда на Србија и Македонија, него само ме спакува и ме донесоа. Без мој подпис, без моја согласност. Трансферот трае 7 години. 7 дена, извини. За да можат РАД да си спроведат избори у недела. Но кажа дека се чувствуваше безбедно во притворот во Македонија. Па да, затоа што морале да потпишат во тој момент шефица на Интерпол Скопје Росица Груевска, на Горан Груевски. Жена му, она го работи. Чекаме екстрадирање негово од Грција, така? Да. Сега не знам кој е, али она беше у тој момент. Значи, они ја прават целата акција, Министерот за правда на Србија за да се извлече, бидејќи потпишува неправно решение, затоа што мене азилот не ми е завршен со конечно, ја барам таму политички азил, не ми е завршен со конечно решение на министер на полиција.
што е појако од екстрадиција од постапка за екстрадиција. И министерот прави еден неправен момент у решението кој не им беше врачено, него го добив у копија од судот у Скопје, 8 месеци подоцна у притвор, пишува дека екстрадицијата ќе ја спроведе Интерпол Скопје и Интерпол Београд. Интерпол Скопје и Београд побаруваат лица што бегаат, а не лице што се пријавува у суд со мерки у Виши суд Нови Сад 37 пати на 15 дена. И сега се пријавува, вчера реков више не се пријавува. И во Куманово требаше да се. Не се пријавувам затоа што исто имаат неправно решение донесено. И велам направија акција дека мене Интерпол ќе ме спроведува. Зашто Интерпол? Па ја им викам на тие што ме возеа, требаше пари да ми дадете, со Ниш Експрес ќе си одев у Скопје. Сега ќе бидам народен херој у Република Македонија. У оваа фаза не ми можат ништо у притвор. Ама морале и гаранција пред Интерпол да потпишат дека нема ништо да ми се случи. Jer Интерпол ме испорачува, а ја имам 8 страници документ, записник, кај мојот адвокат у Београд и у полиција, дека ми е загрозен животот во притвор. Многу луѓе изгубија глава у македонски притвор за време на ВМРО ДПМН. И сега, има еден случај кој што остана исто така, многу се пишуваше, Мијалков на аеродромот во Белград и веднаш се кажа дека целта била да се дојде до Божиновски. Пиштолот го носи за мене, треба да го предаде на воен ветеран, според кажување на српската полиција, која после таа случка воведе мерки да као да ме заштити, длабински, иако не барав. Значи он донел пиштол кој треба да го предаде на некој воен ветеран за овој да ме ликвидира. Тоа паѓа у вода на аеродром, после испадна како го заборавил со ургенции од Никола Груевски, кој работи за српската тајна служба, бидејќи од српската тајна служба од Белград е донесен за премиер на 5 јули 2006, бидејќи беше советник на српската влада за финансии. Значи со негови дипломатски ургенции до владата у Белград и до полицијата го пушта Сашо Мијалков да се врати. И така се затвора тој случај. Во оваа ситуација, значи, што беше пресудно, освен таа гаранција од Интерпол дека не треба ништо да се случи во затвор? Дали тоа што, бидејќи се говореше дека се мокни да се направат многу работи во притвор, како што кажа, загинаа луѓе, некој во кофа, некој чудни работи се случува. Што се случува во тие наши притвори? Како може некој да прави? Вака ќе кажам. Прво, затворот Скопје во моментов е во најхаотична состојба. СДСМ направи катастрофална грешка што еден татин син стави за директор. Тој оној Наумовски што стана, после сакаше да се поигра со една општина, па сега го поставија градоначалник на Ѓорче Петров. Значи, дечкото е изгубен у магла. Сега он ургира у кадровската политика на СДСМ да си постави свој директор на затвор. Па се забавува од фотелја градоначалник со затвор. Луѓето таму, вработените, што е огромен абсурд, имаат никакви плати, саатите преко времења ги држат, не смее да се оди дома ќе изгуби работа, не им ги плаќаат, немаат облекло, немаат чевли, немаат, купуваат сами. Значи, затворот е на најниско можно ниво сведен од време на Сузана Гавриловиќ, која отиде у извршување на санкции кај мултимилионерката Гавриловска Гордана. Значи, оставен е затворот на милост и немилост. У притвор, таму се овие вработените. Значи, ја не бев у притвор, ја бев таму у домашен притвор, ја имав најубави услови. И собите се реновираат, спрат по спрат, крило по крило, се подобруваат условите во смисла на престој. Во смисла на дотурна храна од дома, стигање на пакети. А вработените се во страшно лоши услови. Вработените се во катастрофална состојба. И таму не се поставува директор, стручнак, кој ќе дојде да воведе ред и на луѓето да им даде надеж дека ќе биде подобро. И што се случува главното? Главниот абсурд. Онаа бивша власт за онаа фарса од судење за диво населје, дигаше хеликоптери, специјалци, носеше ЕБР, не знам, манекени,
со големи плати и прекувремени сати, маскирани да не ги видат кои се, не знам оружја какви, и они ги врзуваат на грб, ги ставаат у транспортери. Значи филм у Република Македонија потрошија 3,5 милиона евра за рочиштата за диво населје. Сега ќе имало меѓународна истрага, па ќе падне па све у вода као монструм што падна, и ќе биде дека у ветар се фрлени 3,5 милиона евра. Можеше за пола милион евра у затворот да се дигне шатор, И судење се. како у Загреб што направи у Реметинец затвор, судија злочиначка група, може у Скопје и да го обезбедат тој шатор у дворот, место зелка да копаат и моркови, сега карикирам, и на луѓево да им се обезбеди, и на притворениците и затворениците да им се обезбедат услови европски, пошто сме европска држава, и на овие да им се дадат плати како што треба, И граѓаните да не бидат и облекло да им се даде све. вознемирувани. Луѓево ги чуваат притворениците од диво населје со убав збор, со љубезен културен настап, пошто не смеат да тепаат, и со оноа што е тоа за струја, што е тема го некој Електрошокој. напад, па електрошок да му даде, да го смири. Смилковско езеро, монструм случај. Мислам дека меѓу другите и Зоран објавуваше за дека имало средба кај Трајко Велјановски. Не, ја го прашав Трајко Така? Велјановски И? само Што има вистина во што тоа? барале кај него дома Така. 4 сата пред тоа, не добив одговор. Инаку ќе ви кажам дека тие луѓе што се у затвор не се тие што се обвинети. Полицијата од тоа време знае и ја го објавив тоа одма брзо после случувањето. Од еден полициски инспектор има ваква доја. Вика: Зоране, на тој терен конкретен 3 дена пред да се случи убиството, петкратното, комплетна цивилна и униформирана полиција бевме под узбуна. Имавме дојава дека на тој терен ќе поминат огромна количина на покер апарати. И не може пиле да пролети да не се сними. Што преку базните станици, што преку овие летала безпилотни, што преку дронови. Вика, не можеше никој на тој терен да помине да не се сними, да не се види. И точно се знае. Сега да не навлегувам у... Немаме ни време, значи ја случајот Монструм го следев од почеток и до крај, сега му е крајот, луѓево се укината е пресуда по предлог на обвинителството. Самото обвинителство излезе на врховен и вика не е тоа. И повторно да се Треба луѓево да ги пуштат на слобода. И треба се најдат вистинските. А вистинските ќе се најдат затоа што се води истрага во специјалното јавно обвинителство, таму ги има прислушуваните разговори врзани со ова и да апелирам да се остави обвинителката која го работи случајов, јас таму соработувам или пробав да соработувам. Ќе видиме како ќе се одвива понатаму, дали ќе го превземе обвинителството, специјалното обвинителство кое ќе се мора да се врати на прв степен. Али имаме тука еден клучен проблем. На местото на Смилковско, кај што е пријавено дека тука се убиени, е асфалтиран пат и изградена црква која никој не ја користи. Значи, комплетно е уништено местото на кое може да се изврши реконструкција. местото на злочинот практично. Ако таму е тоа, злочинот, да. значи обвинителство дозволило Марко Зврлевски обвинител кој прв излегува на местото на настанот и Марко Зврлевски за своето наопаку поставено работење на тој случај е награден со место државен јавен обвинител во февруари, почеток на февруари идната година. Изразуваш уверување дека ќе се завршат случаите и 27 април и диво населје. 27 април ќе се завршат затоа што има премногу докази. Диво населје ќе се заврши и не треба меѓународна истрага. Може и кај нас. Има способни кадри, треба да им се даде шанса. Уште ни оваа власт не им дава шанса, затоа што Дуи се плаши. И Монструм. Значи Монструм малку потешко, ќе оди, многу е сензибилен случајот, значи не ни треба на нас никаква меѓународна истрага. Ние имаме природно-математички факултет на кој имаме топ ган форензичари. Да ја цитирам професорка Мимоза Ристова. Значи на тие луѓе треба да им се даде шанса, имаат најдобри можни обуки.
и овде и у странство. Не им се дава шанса. Значи треба да се постават вистинските луѓе на вистинските места. Зошто Заев не го прави тоа веќе? Не само во овој случај, очигледно реков Не може да го прави кога нема поддршка у коалиција. Има коалиција рогови у вреќа, ја така ја викам. Значи несреќно составена коалиција. Кои коалиција. што се коалиција постојано. Так. И со претходната. Значи треба таа коалиција да се погледаат у очи, да имаат една неформална средба како што се организираа порано, средба у Джемпери, и да се договорат. Одиме ли понатаму или не одиме? Али да одиме, да се расчистиме сите мангупите во собствените редови, да ги елиминираме. Ке ги договорили Не физички. Ке ги договорили Хојт ги. Бидејќи се не- говори дека тој ќе доаѓа. Видите, Хојти не е договарач. Он е спроведувач на политика. Ке ги спроведели. Ќе ги спроведе. Затоа што се вели дека доаѓа Ќе ги веќе спроведе. амбасадор да биде. Значи таа политика нивна е контра нашава купи ден помини. Таква политика водеше Никола Груевски. Никола Груевски не е премиер на Република Македонија од 2012 или 2011, кога беше у посета на Џо Бајден и на Хилари Клинтон. Кога го избркаа на улица на Иво Наталевска да ја даде изјава пред хотел, Така се не го сеќавам. оставија да стои до нив, затоа што тогаш му пружаат последна шанса да ги лаже. Не ја користи ни таа. И дефинитивно, за жал, ќе не остане дел од со Фудбалска федерација на Македонија, но морам да прашам Груевски, дали ќе ја сподели судбината на Санадер или ќе ја избегне? Не. И што е тоа со Не. разговорите на Заев и Груевски кај Иванов, кога дента Груевски ги повикува? Значи, Груевски и Мијалков во овој момент може да бидат уапсени од било кој основен јавен обвинител во Република Македонија. Можат, но дали ќе бидат? И дали Ќе видиме дали На некој пазарот. обвинител ќе се замеша во работата за која е платен од джебот на граѓаните. Али судбина на Санадер он не може да доживее затоа што Санадер си поднесе оставка. А пак беше уапсен. Па бега по совет на некоја будала околу него што му вика да бега. Што А многу бега не погрешно. знае кај да бега. Бега за Германија, сака да оди за Америка. Така. И кога спомена Фудбалска федерација на Македонија, од каде интересот за фудбалот, не само за местенките, туку и таа сообраќајка која што се случи, обвинувањата дека сегашниот претседател близок со ВМРО ДПМН го штитат на некој И начин. јас сум бивши фудбалски судија, па прекинав овде у Штип кариера на 6 или 7 јуни Прегалница и Кожув. Тоа ми беше последната утакмица, као аут судија судев. Мијалче Маџунаров не однесе на ручек и тогаш на колегите и на него и на другите домаќини што бе им реков ја денеска се откажувам и преминав 2 месеци, 3 месеци подоцна у спортска редакција на Нова Македонија и Скок. Јас сум тој што со колегите Мицковиќ, Другутов, Лав Наумовски, мои идоли, као спортски новинари, таа четворка, подпомогнати со уште колеги, го симнавме дзинго од страх овлада у Фудбалскиот Како сојуз на вечен Македонија. едно време. Јас сум тој што ја објави генезата, хронологијата на продавањето на надпреварот Македонија Ирска Република Ирска, мислам беше на градски стадион. Требаше ирците да победат. Ние 3 победивме. милиона долари беше А ние 3-2 продадена. победивме, така беше? Не. Или како беше? Нерешено заврши, 2-2. Ставревски даде гол у последна минута. Така беше, да. Ја спаси честа на репрезентацијата, а Михо Пановски и Ламбер Нудов ја продаде утакмицата за 3 милиони долари. Текстот го објавив у Загреб затоа што никој не сакаше овде и го превзема сите медиуми, као другите пишуваат, и председателот Ламбер Нудов си поднесе оставка. Илчо Ѓорѓиевски Рошави, другар од детство на Никола Груевски, насилно инсталиран во федерација на Фудбалска федерација, која сега е претворена као верска секта, пошто новинар Што фудбалски интересот не може да влезе. Што е интересот на власта да Парите. инсталира човек? Парите. Богата федерација. Значи, огромни пари се слеваат од помош на УЕФА и на ФИФА. Македонија е небитна земја. Не може никого да загрози. Порано зимаа по бод ваму и таму. Сега нема. Сега јок. Еве, сега Добро, се подобрува, ама. Сега Италија, Нема една генерација. сега Италија ја елиминиравме, нели, у Да. Скопје. Таму беше нерешено. Да. И али тој бот не беше, они секако беа втори.
пошто изгуби од Шпанија. Така да остана Илчо да врти милиони заедно со Груевски. Груевски е негов другар од детство и овој му е. И обратно, Груевски е негов кираџија на социјалистичка зора. Број 18. И влегоа, земаа пари за терени као оној у Прилеп, кај што се земени милион евра, И мислам. во Штип има. И во Штип имате слична ситуација во цела Република Македонија, кои се сливаат у приватни джепови. Си одреди плата од 5.500 евра. Случај без преседан, пошто секаде е чест по светот да бидеш председател на федерација. Си вработил љубовница, на неја и давал 55.000 денари плата, ја шета по турнеи, па вереникот да молчи него, тренер го турил, и така у федерацијата хаос. И стои, иницирав кај новата власт, конкретно у полиција, да се истражи државното убиство со подпис на Јанкуловска и на Груевски, кои го спасувале со лажирање на фалсификуван записник од сообраќајката у која загина Петар Милошевски. Така. Кој ќе биде следниот претседател на Фудбалска федерација? Не знам кој ќе биде. Влегуваат кај Заев разни мешетари, добро замешани во организиран криминал, продавачи на деца, конкретно имам и податоци, али нека бидне, па ќе се занимаваме. Добро, за крај, што очекуваш? Дали ќе се промени нешто или само ќе добиеме нов Груевски или нова? Не. Значи, ако Заев влезе у води како Груевски да се меша во таа работа, и ако не даде поддршка самите фудбалски И општо велам, не само за фудбал. Ја реков некни и джандарите да ги тргне од Фудбалска федерација. Значи имаш полицајци кои си суди, полицајци кои си контролори. Да, имаме од Куманов, Далибор. Да, само Куманов. У секој град имаш. Значи Добро. треба да ги тргне и да се даде на фудбалерите, на бившите, на спортските работници, на бизнисмени да се даде шанса. Добро, не мисле само на федерацијата, општо мислев на состојбите. Ги има во сите сектори. Случајните луѓе. Така. Значи, се справили Заев со нив? Па, прашање на политичка волја. Може едно сабаре ќе се разбуди, при бричање сите мажи размислуваат кога се бричат во огледало, може ќе реши да се справи. Така. Може ќе реши и да не се справи. Препорака од еден гледач вели, Тони, закажи уште една емисија. Добро, ќе закажеме затоа што сега веќе доаѓаме на вистина критични со времето. Зоран, ти благодарам што закажувам. И да трае вели минимум 3 сати. Се договараме и наредна прилика сме повторно, ти благодарам што издвои време и издвои богами и една ексклузива која што допрва ќе се развива изгледа во случајот со 27. Јас сакам да се заблагодарам што после ноември 2007 година ова е прва телевизија која ме кани на гостување уживо во Република Македонија. Вие и Канал 77 сте исклучоци. Штипска работа. Така, не знам, у Штип има, значи има некоја магија. Значи единствено да се заблагодарам на поканата. Еве, не ме исцензуриравте. Како ја? Не се договаравме што да не кажам пред емисија и така. Што секако е најважно. Вистината пред се. Благодарам многу, Зоран, за гостувањето. Почитувани гледачи, благодарам на вниманието. Се надевам издржавте и бидејќи некој посакува и друга емисија, се разбира ќе организираме некоја наредна прилика. Благодарам. Бидете утре со нас ново издание на Што мисли народот.